Денеска предавањето ќе биде за луѓе што сакаат да ме понижуваат, луѓе што сакаат да ве критикуваат, луѓе што сакаат да ве намалуваат и така натаму. Гледайте, сте видели ли даден феномен, сакам ова само да го споделам, со вас мислам дека е нешто кое што е интересно, кога луѓето понижуваат, ајде да речем имате понижувачи, така да ги крстиме. Понижувачи се луѓе кои што гледаат да ве спуштат, гледаат да ве симнат на пониско ниво, поради тоа што тие се веќе доле. Секој понижувач е веќе доле, затоа што ако е понижувач не може да е, нема висина, не е на високо ниво, генерално во животот, поради тоа што ја нема самодовербата, ја нема доволно сигурноста и он својата сигурност и самодоверба ја добива од тоа што ќе ги спушти другите луѓе на пониско ниво или ќе ги симне другите луѓе под него поради тоа што му е страв, доколку некој е над него и он не се чувствува загрозен од околината, особено кога има способни луѓе и целта му е тие што се способни, што имаат енергија, тие што имаат позитивност да ги симнат на пониско ниво, поради тоа што се чувствуваат на тој начин дека се они побезбедни. Но гледате, понижувачите мораат многу често сакаат, не исклучува, затоа што имате понижувачи кои што работат на тоа еден на еден, но многу често имате понижувачи кои што се понижувачи во група. Сакам денеска за тоа да зборувам. Гледате, сте видели ли некогаш ќе бидете во некое друштво и во друштвото оди супер и има убава енергија, има убава комуникација, се е одлично. Ама ќе дојде еден понижувач, можеби ќе дојде уште еден понижувач и почнуваат веднаш да ставаат некој на тапет, почнуваат некога да пецкаат, почнуваат шегите да ги прават на таа сметка, на некој човек, колку и да тој изгледа симпатично можеби за нив. Не е никогаш симпатично за тој кој што е навредуваниот. И сега на другите луѓе кои што се со емотивна интелигенција, кои што се на продуховени на повисоко ниво на свесност, тоа не е забавно. Ама од тие 10 луѓе, 20 се понижувачи, а имате уште некои луѓе кои што ха-ха-ха хи-хи прават на тие шеги. Тие не се на голема духовна свесност, да ви кажем одно. Затоа што гледате, тие 20 понижувачи секогаш им треба публика од тие кои што не се продуховените, кои што ха-ха-ха хи-хи прават на нивна сметка на другиве, ама тие се ха-ха хи-хи поради тоа што имате 20 понижувачи кои што вицовите ги прават исклучиво на туѓа сметка, на нивна сметка не сакаат. Они не сакаат кога вицот е на нивна сметка, не сакаат кога шегата е на нивна сметка, се љутат многу, се бунат многу, протестираат многу кога шегата е на нивна сметка, ама никогаш не протестираат кога они прават шега на туѓа сметка. Понижувачите се ствари ниско. Гледате, понижувачот е многу ниско. Он сака да понижи друг човек, но уствари он не гледа дека тој што е свесниот човек, тој што е просветлениот човек, он го гледа веднаш него дека е на низок ранг, тој што понижува. Но понижувачот многу често зависи и неговата енергија зависи од публиката која што ја собира околу себе. Понижувачот уствари сака публика. И ако му ја одземете публиката на понижувачот, тој понижувач ќе си отиде од тоа место, поради тоа што ја нема публиката. Некој го храни публиката. Сте видели истото се случувало некојаш на пример и во училиштата, сигурен сум сте виделе такви ситуации каде што имате некој дете понижува, прави негативни сметки на негативни шеги на туѓа сметка, ама околу него ќе има неколку деца кои што веројатно и тие се во грч или во страв да не бидат они на тапет и они му се смеат на него. Сега он ги води тие луѓе околу него, он не оди сам, он иде во група на луѓе поради тоа што сам кога е, он е исплашен. Лето он уствари исплашен. Ајде да ви дадам пример. Сте видели ли некогаш кога имате таков шегаджија, понижувач, некој кој што деградира, дека он кога ќе остане насамо со тој човек што го деградира, он уствари нема да го деградира него, нема да го понижува. Затоа што му е непријатно, затоа што се плаши од другиот човек. Ако го оставите понижувачот насамо со тој што го понижува, он уствари нема да го понижува него. Кога го понижува? Го понижува кога ќе има група на луѓе. Што тоа ни кажува? Ни кажува дека човекот кој што не е многу свесен, секогаш сака да оди со квантитет на луѓе, особено тие кои што му
прават, ја прифаќаат неговата смеа. Го прифаќаат неговото понижување и деградирање. И од група од 10 луѓе, ќе видите еден, двајца понижувач и тројца, четворица кои што не понижуваат, ама се смеат на понижувачот, и ќе имате тројца, четворица кои што им е целосно непријатно зашто се у тој момент у тоа друштво. Апсолутно. И сега овие двајцава понижувачи у групата од 10 луѓе, тие си ги бараат тие два тројца кои што ќе им се смеат на нивната сметка. Затоа што они шоуто го прават за публиката. Одземете публиката од сцената и немате понижувачи. Што тоа значи? Замислете да двајца понижувачи у друштво каде што имате свесни луѓе кои што не се палат на такви глупи шеги каде што другиот ќе се повреди, и они го гледаат и му кажат: слушајте, овој начин на шеги тука ние не ги прифаќаме. Уствари овие шеги на нас не ни се смешни. Што мислите дека ќе направат тие двајца понижувачи? Абе опашката помеѓу нозе ќе се заминат. Зашто? Сваќа дека нема публика. И сваќа дека е прочитан. Гледате, сваќа дека е прочитан, затоа што од што се плаши понижувачот? Понижувачот се плаши од луѓе што ќе го прочитаат дека тој е понижувач. Дека, ама тој што го прочита понижувачот, што не сваќа дека понижувачот не е на високо ниво. Кај свесните луѓе понижувачот никогаш не е на високо ниво. Кај несвесните луѓе понижувачот е на високо ниво. Зашто? Поради тоа што и тие несвесни луѓе кои што се заедно со понижувачот и му се тајфа на понижувачот, тие се уздрав. Тие не мислат со своја глава. Луѓе. Кога човекот почнува да мисли со своја глава, почнува да бега од контролата на толпата поради тоа што може да е и сам. Кога човекот ќе се освести, кога човекот ќе почне да работи на себе, кога човекот ќе почне да осознава, он сваќа дека сам себе си е подобро друштво отколку друштвото на понижувачи, затоа што не му е пријатно. Си каде боле ќе се седнам сам, ќе си прочитам некоја книга, ќе си слушам некој подкаст, ќе си направам некоја паметна работа. Затоа што не му е важно он да е во друштвото со понижувачот и со тие околу понижувачот кои што се смеат на недолжните луѓе врз кои што се прават шегите. Затоа што се освестени. Ама колку често знаете вакви друштва? Ја го кажував овој пример. Колку често сте били у друштво каде што тој што нема да дојде, тој е првиот на тапетна, ајде остега овој бе, жена му не го пушта, или мажав ја стегнал жена, ама немаш да излезе. И сега, таа што нема да дојде, тој што нема да дојде е првиот на тапетна зборење, ама тоа не е добро друштво одма. И се, што се случи у тоа друштво? У тоа друштво никој не станува прв да си оди, зашто знае дека е втор он. Тој ако стане прв да си оди, он ќе е втор на тапет. Првиот е тој што не дошол. Вториот е тој што прв ќе седи, види го, и се и за него ќе почнат да зборат. Сега тоа друштво предизвикува стрес. Зашто? Затоа што има несвесност луѓе. Затоа што има несвесност у тоа друштво. Да ви дадам пример. Бев на една прослава. Имаше една многу интересна ситуација. Дојде еден дечко на таа прослава, каде што имаше жутка, имаше луѓе кои што беа напиени и така натаму. Дојде еден дечко кој што ја знам дека работи на себе. Дојде дечко сам, гледате која храброст. Човек што работи на себе, тој сам може да отиде у кино, може да отиде на театар сам, може да отиде да се испие кафе сам. Поубаво е у друштво, да, ама не мора у секое друштво. Некогаш сам е боле друштво отколку да земеш некој со тебе кој што без врска не знаеш што муабет да направиш, или ти прави некои муабети кои што се оговарања за други луѓе, негативни муабети и така натаму. Се влага дечково кој што работи на себе, го гледам доаѓа сам, застанува на коњупој, си нарача пијачка, ја во другата страна на совата го приметив него, он може и не ме ни примети мен. И гледав како ужива во гледката на луѓето како се забавуваат. Затоа што е многу убаво ќе отидете некојаш на прослава, гледаш како се забавуваат луѓето, мене тоа ми е интересно. Гледам луѓето како се забавуваат и убава сцена. Но имаше неколку луѓе, 5-6 луѓе кои што беа поднапиени и имаше таков момент на и сега у тоа друштво на поднапиениве луѓе, едниот беше до толку поднапиен да тој не ни свати дека другиве 5 луѓе си отидоа на друго место зашто ој не беше свесен. И се човеков кој што беше поднапиен, кој што беше заедно со толпата затоа што на него групата му ја даваше енергијата и сигурноста, другиве си отидоа, овој кога се освести дека е сам и доби едно
лице на терор, кај се другариве. Гледайте сега, неговата сигурност не е од него самиот, неговата сигурност беше од другариве, кои што исто поднапиени отидоа на друго место да игра. Човеков се избезуми, други најде, кога ги види се стабилизира, се смири, отиде кај нив, ха, хи, пак смеење, ама кога беше сам, човеков беше у грч и беше у страв. Да ви дадам друг пример. Порано живее во населба Бутал. Прекрасна населба. Секојаш ми треба да фатам 5 седмици или 8 за да отидам на тренинг, 8 по можност затоа што тренирав во работнички, или можеби требаше да отидам некаде, не знам каде, можеби музичко сум идел или сум излагал у град, или на тренинг со 5 седмици, а после тоа ќе фатиш друг автобус или пешки до парк. Ама знам дека кога кидев на тренинг или некаде кај што кидев, ќе се каче у 5 седмица толпа на деца. Сега зборувам, јас сум имал 14-15 години, 13, можеби 14-15, не знам. Сум завршувал основно, сум бил прва година средно, можеби. Ама мислам дека беше основно. И кога ќе беше толпата на луѓе качена во автобусот, ќе дојдоа толпата на луѓе да ме задеваат мене. Океј, ти не можеш да правиш нешто, кој знае што, со 7-8 луѓе те задеваат, оставаш глупоста нивна да се помине, ја се додам на тренинг. Наредниот ден, пак сум ја у автобус, ќе се качи еден од тие 7-8 што ме задевале, ама е сам. И знаете што правеше? Кога ќе видеше дека сум ја на некој место седнат, он одеше диаметрално спротивно на друга позиција од автобусот. Што ти кажува тоа? Гледате, несигурните луѓе ја добиваат сигурноста од групата на луѓе. Сигурниот човек не мора да е со секоја група на луѓе, затоа што има избор. Може и да е сам, не мора да е со група на луѓе. Имате вакви ситуации со релациите. Имате некоја девојка која што не смее да е сама. Та иде од една од друга погрешна врска. Зашто не смее да е сама? Зашто нејзиниот став е дека самотијата или тоа што поради било која причина она неќе да е сама. Ме разбирате? Сега, од таа причина, од кој да е нејзината причина зашто она неќе да е сама, она секојаш мора да биде со некој дечко, ама стравот не бира паметно, да знаете. Гледате, стравот не бира паметно. Стравот секојаш бира погрешно. Знаете, има еден убав цитат од филозофот Хавард, вели, оттргнете го стравот од човекот и ќе оттргнете малоста на човекот. Отстранете го стравот од човекот и ќе отстраните малоста на човекот, зашто стравот ве прави мал. Сум го зборувал ова, никогаш не преговарај кога си устрав. Затоа што стравот ти ја намалува твојата вредност. Сега, човекот кој што може да е сам, ама најдобро е да е со група на луѓе кои што се конструктивни, креативни и позитивни, затоа што е убаво да сме социализирани. На крај краишта не мораме да сме со овие луѓе кои што се понижувачи и деградирачи у друштвото, затоа што на човек кој ќе се развие, кој ќе свати многу работи во врска со животот, сваќа дека тој што понижува, тој не сватил дека е духовен брат, духовна сестра со некој кој што го понижува. Зашто да го понижуваш? Тој е духовно битие. Ама он не сватил дека има духовни битија, он не ни сватил дека е духовно битие. Како човек што сватил дека е духовно битие кој што работи на себе, тој нема да понижува друго духовно битие. Човек кој што не знае што е, не се ни осознал како духовна единка, он ќе понижува други луѓе затоа што на некои луѓе креираат ефекти на тој начин да понижат, деградираат други луѓе, на тоа многу кажува за нив. Многу кажува, знаете, кога ќе видите некој човек да понижува некого, он сваќаш дека е на ниско ниво, затоа што само нискиот човек на ниско ниво почнува да понижува на други луѓе. Сега, муабетот што ми беше? Кога ќе оттргнете публиката, многу често го снемува конфликтот и се снемува тензијата. Ајде да ви дадам пример. Може би ова не е за секој од вас реален пример. За мене бил реален пример. Зошто? Затоа што ви текнува дека сум зборал за реактивен ум. Реактивниот ум е ум кој што е објаснет во една многу убава книга Дианетика од еден филозоф Хабард, кој што збори дека реактивниот ум има снимки и записи од трауми. И тој реактивен ум се тригерува, затоа се вика реактивен ум, затоа што некој ќе каже нешто. Ајде да кажеме мајката му викала на синот. Тој реактивен ум има физички и психички болки. Може да бидат поголеми физички болки, може да бидат помали физички болки, може да бидат поголеми физички, психички болки, може да бидат помали психички болки.
Физички болки се моменти кога човекот паднал, се скршил нога, се изгорел. Психички болки како ги дефинира? Тој филозоф Хабард вели тоа се моменти на загуба или закана за загуба. Може да бидат загуба девојката, дечкото и раскинал. Загуба може да биде, дај Боже, некој дедо и баба починале. Може да биде кучето се разболело, закана за загуба. Тие работи се снимки во тој реактивен ум. И тој реактивен ум се тригерува од околината. Тој реактивен ум е тригеруван од околината. Но ќе ви кажам една интересна работа. И секако во таа книга Дианетика има начин како да се ослободи човекот од тој реактивен ум, односно негативната емоција во него да ја преобрази во позитивна емоција. И на тој начин човекот се чувства поубаво. Но друго, дали сте приметиле дека реактивниот ум на еден човек, он сака да се врзе со реактивниот ум на другиот човек? Ке дое некој човек изнервиран дома, што мислите ќе се случи со реактивниот ум на другиот човек? Ке се тригерува тој реактивен ум на другиот човек и ке се спојат тие два реактивни ума, ке се вклучат деца и у наводници тоа го викаме фамилија. Затоа што се изнакарале луѓево, ама реактивниот ум сака да го тригерува другиот реактивен ум, зашто кога ќе дое некој реактивен ум едноставно тригеруван, кога реактивниот ум е вклучен, тогаш тој свесниот и аналитичниот ум го нема. И кога ќе е вклучен реактивниот ум, он сака да го вклучи вашиот реактивен ум. Ке дое некој човек изнервиран, ке дое некој човек можеби заради некоја причина ви е љут, што ќе се случи? Имате маж и е љут на женава, ама неќе да го искаже таа љутина директно, он ќе искаже љутината скриена, абе на некој начин ќе ја саботира, на некој начин ќе ја изнервира. На кој да е начинот? Ќе го најде копчето неизино, слабата точка и ќе ја стисне таа слабата точка и ќе се изнервира. Женава. Женава кога ќе се изнервира, он дополнително ќе се изнервира. Ќе се спојат тие два реактивни ума, не можеш да ги разделиш 2 дена, 3 дена, кој зна колку му држи љутината, зашто што е држење на љутина? Баш тоа е тој реактивен ум. Но друго ми е поента. Гледайте, дали ви се случило следно, затоа што имате луѓе околу вас што имаат реактивни умови, така? Сега, кога ќе се скарате со некого, ако има публика, ајде да кажеме, таткото и синот се караат често. Ама таткото и синот многу често се караат затоа што мајката ќе дојде тука и мајката сакајќи да помогне, да го заштити синот, да го нападне таткото, се и нервзиниот реактивен, се има 3 реактивни ума, што значи има публика. 2 реактивни ума имаат публика на кого? На мама, на баба, на дада. Се овие двајца што се караат, они викаат, кај е публикава? Кај е публикава? Веа на мама. Се и мама доја се уклучи, се и дада се вклучи, се и баба и дедо му вика на тато. Супер. Публика, еден куп. Оставете ги таткото и синот сам еден месец. Мислам дека имаат голема шанса да немаат кавга. Остави ги само. Луѓе викаат, не, ќе го оставиме само, ќе се спотепат. Луѓе не, тие се тепаат затоа што ја сакаат вашата публика. Вие сте публика за тие што се тепаат. Како и за овој што е понижувачот. Ме разбирате, тој ги има 3-4 зашто е публика. Тргнете му ги тие 3-4, овој нема да понижува. И многу често сум приметил дека и тоа се случувало. Ке мислиш дека двајца затоа што таткови и синот цело време се на нож и се караат? Мислиш ако ги оставиш сами ке се докараат? Не! Интересно се случува. Тие двајца кога ќе го оставиш сами ке најдат решение. Затоа што им се вклучува одговорноста. Зашто? А нема публика. Ја нема мајкава, ја нема сестрата, дедо и баба ги нема. Ама дојде дедо и баба, мама. Публика. Сте виделе луѓе некојаш на слава? Абе ќе дојат на слава луѓе, на некоја прослава, ќе се испотепаат, ќе почнат за политика, за едно, за друго, трето, зашто? Абе највише публика има на слава. Остави ги тие двајца што се караат сами, нека играат шах. Тие нема се скараат. Зашто? Еден на еден се. Кога се еден на еден немаат публика. Некогаш кога ќе ги трнете реактивните умови на другите луѓе, односно кога ќе ги трнете луѓето од сцената и ќе оставите тие двајца што цело време се караат сами, тие ќе најдат решение. Шефот и некој вработен. Абе остави ги сами. Остави ги сами на некој семинар. Не кидат сами на некое патување. Тие ќе имаат добра релација. Кога немаат добра релација? Затоа што има у околината луѓе у фирмата кои што може да подбуцнуваат. Има и такви. Може да подбуцнуваат, ама може едноставно само да им е публиката, им е потребна публиката да биде присутна, за да има драма. Затоа што реактивниот ум сака драма. Сега, многу слично се случува и во други ситуации.
Мајкава ќе отиде кај ќерката некаде, ќеркава живе во странство, остави ги двете сами, они ќе имаат добра релација. Дојде ли мажов, дојде ли татково, пак почнуваат кавги, пак почнуваат проблеми. Зашто? Зашто доаѓа публиката, луѓе. Доаѓа публика. Чисто како тема на размислување. Некогаш мислиме, двајца, остави ги насамо. Тоа е убав начин за испеглување на релациите, остави ги насамо. Не бе, нека разрешат. Што се случило? Дали ви се случило ваква ситуација? Ке се скарате со сопругот? Или ке се скарате со момчето? Одма трчаш кај некоја другарка твоја. Абе, кај која другарка трчаш? Бе, не трчаш кај таа што ќе ти рече, абе ти видели нешто ти да не сгреши? Не. Зашто ти не ќеш у тој момент, затоа што се чувствуваш повредена од сопругот, повредена од дечкото, идеш кај другарка ти која што е уствари против мушти, односно против дечкото твој. Зашто? Затоа што заедно сега сте појаки против него, у наводници појаки. И ти ќе изнакажеш на другарка ти еден куп работи за сопругот или ќе изнакажеш еден куп работи за дечкото и она на тоа ќе додаде. Море управо си, што го трпиш. Море тој те смени целосно, гледаш дека не можеме ние да те препознаеме. И сега она и става на неа плюс работи. После 2 дена она ќе се смири со сопругот, ќе се смири со дечково. Кој останува глупа состојба? Другарка и што изборела. Нема потреба другарка да избори. Слушај, ако ти дојде твојата пријателка, која што има дадена ситуација со сопругот, не мораш, ако е емотивна, особено кога човек е емотивен, не му зборите. Емотивен човек не сака ни да му збориш. Емотивен човек сака да го слушаш. Не приметиле човек кога е емотивен, бурна реакција. Емоции има. Он ке дое ти му даваш совет, тој не те ни слуша. Па тој не е доен ти да му даеш совет. Тој што е со бурна емоција кога ти збори, ти само слушај. Најмногу му помагаш тогаш. Зашто? Па затоа што не е тука за да ти го слушне совет. За џабе прво совет му даваш, второ се резилиш, ќе му кажеш нешто, он не те ни слуша, ќе му кажеш нешто, он точно спротивното ќе го направи тоа што му го кажуваш. Ти си сакал да помогнеш, сакаш да даеш совет, он ќе се смири или девојка ќе се смири со дечко кој што може би е стварно негативен и токсичен за неа, ти си викаш што направи. Зашо уопште избореше? Тебе ти е непријатно да излезеш сега со нив двајца. Кој те тера совет да му даваш на човек у дадени моменти, не му треба совет, му треба слушање. Човек кога треба да дојде до совет, он сам ќе побара. Човек кога бара стварно совет, он е тивок, он ќути. Он дошол да дојде до мудрост, ама кога е емотивен, кога вика, кога се жали, не му давај совет на тој. Едноставно само изслушај. И на тој начин најмногу ќе му помогнеш. И ти ќе се заштитиш од негативен совет, затоа што во таква ситуација, според мене, барем секој совет е негативен, затоа што ти што и да му кажеш на тој човек, прво не те слуша, второ, она е љута на мажот, ама кога ќе помине љутината на мажот, што мислиш она? Со тебе ќе биде поблиска или со мажот? Со мажот пак ќе биде поблиска. Тебе ќе ти биде глупо зашто си дала совет. Не викам дека не треба се дава совет на луѓе, ама гледайте у која ситуација му давате совет на човек. Ако е човекот многу емотивен, нема потреба да му давате совет. Само изслушајте. И друга работа. Гледайте дека многу често двајца кога се насамо и кога немаат публика, повеќе имаат одговорност еден за друг. Шефот нема добра релација со некој вработен. Остај ги насамо. Што може да направат? Ќе бидат одговорни еден со друг. Немаат публика. И што има единственото решение да има добар однос? Мајкава и керкава се караат цело време, зашто таткото керката ќе ја заштитува, па ќе ја напаѓа мајката. Ама доста ти си све негативна кон неа. Ама што избориш такви работи? И се они ќе се пуштат у кавга. Ама остаи и керкава и мајкава насамо. Трни ја публиката од таткото, трни го публиката од кој да е у фамилијава друг. Они немаат многу избор, сем да имаат добра релација. И пак ќе кажам, ова ништо не со ова не го поддржувам тој што критикува. Него сакам да кажам колку често имаме публика и на нашиот реактивен ум му треба публика за да почнува да драматизира. Тоа не значи дека некој што е критикувач цело време треба да критикува постојано и не значи ова дека ја го оправдувам тој што критикува, затоа што може мајката ја критикува цело време керката и не треба да ја критикува, апсолутно. Ама сакам да кажам, ако ја критикува,
Решението е мајката да работи на себе и да не критикува, затоа што кога ќе покажеш со прст на еден човек, 3 се на ке тебе, така викаше тој мојот лайф коуч. Вика кога ќе покажеш со прст на еден, 3 се на ке тебе. Што значи види и ти, тој што најмногу критикува, ја имав еден цитат, тој што на сите му се криви, тој не е прав. Критикувачот сите му се криви, тој не може да е прав, така да секако дека тој треба да работи на себе, ама што е трагедија дека тој нема да работи на себе, затоа што до толку многу има искритикувано да свесноста му се намалува, зашто секогаш кога критикуваме другите луѓе, нашата свесност се намалува и затоа што човекот кога критикува други луѓе му се намалува свесноста, затоа не му текнува дека он треба да работи на себе. Тоа е прост механизам. Да се вратам на цитатот, тој на кој што сите му се криви, тој не е прав. И човек кој што цело време критикува други луѓе, тој уствари самото тоа што го критикува другите луѓе, покажува со прст на другите луѓе, он не сваќа дека 3 прста се на ке него. Зашто не сваќа? Затоа што критиката го прави несвесен. Тој да е свесен нема да критикува. Тој да е свесен ќе најде решение. Ама он критикувајќи други луѓе, он себе си се прави помалку свесен. И цело време тој што најмногу критикува, тој најмалку е свесен дека треба он да се промени. А тој не може да му докажеш дека тој треба да се промени. Зашто? Па зашто цело време критикува. А зашто критикува? Па зашто не е свесен. Не е свесен како да им помогне на другите луѓе, цело време критикува, ти си крив. Зашто тој кој што цело време вика ти си крив, тој не сваќа дека тој е крив. Зашто? Поради тоа што критикувајќи ги другите луѓе, човекот оди у безсознание самиот тој. Тој не е свесен. Вагов зачаран круг. Колку повеќе критикува, колку повеќе све околината му е крива, толку повеќе е несвесен он. Он оди у несвесност преку критикувањето на другите луѓе. И се он кога ќе дојде во таа несвесна состојба, он што може да продолжи да прави? Само да продолжи да критикува други луѓе, ништо друго. Зашто? Затоа што е несвесен. Ете ви го зачараниот круг. И затоа критикувачот често пати не се менува, поради тоа што дојде у состојба на несвесност, за да не свати дека е уствари до него. Не може да види. Тоа е една од поентиве со критикувачиве, ама да не го обесхрабрам, секако има и ситуации каде што човекот колку и да критикува може у еден момент да му текне дека е он проблемот, па да почнува да работи на себе и да се смени. Но друга ми беше поентата во овој лайф. Некогаш ќе видите дека на некои луѓе им треба публика за да бидат доминантни. Тргнете ја публиката, нема доминантност. А само на многу исплашен човек и човек со мала самодоверба му треба публика за да биде доминантен. Вистински доминантниот човек со вистинска самодоверба и сигурност не му треба публика. Он може и сам да прави креативни, конструктивни и убави работи. Само на човек без самодоверба, без сигурност, во страв, му треба публика за да биде доминантен. И кога ќе видиш дека некој човек му треба публика за да биде доминантен, нека ти текне на овој лайф, затоа што тој е се само не доминантен. Доминантниот човек останува доминантен преку креација на убави дела. Секој човек кој што доминира со деструкција и негативен начин, он си ја зима својата моќ. Само човекот кој што успева да креира и да биде доминантен на позитивен начин ја одржува својата моќ. Поради тоа што не можеш да повредуваш околина и да повредиш други луѓе и повторно да имаш моќта. Твојата моќ зависи од колку добрина и убави дела правиш за околината. Правите убава дела за околината, имајте убава вечер и се гледаме повторно во петок. Чао! Убави дела. Бидете креативни, конструктивни само напред.